Детство убавина. Вака е насловена седмата поред стихозбирка за деца на поетот Илија Петровски. Кажете ни нешто повеќе за оваа стихозбирка и која е инспирацијата за неа? Извор на инспирација ми се децата. Бидејќи ги сакам, ги почитувам, а за да некој да те почитува, треба да го почитуваш. Дали е возрастен или дете. Поубаво сушество, по-невино сушество од децата нема. Затоа се определив исклучиво само за детска поезија. И гатанки во претходната книга имав и гатанки исто така. Колку творби се застапени во оваа стихозбирка? 60 на песни. Од сите области во неколку циклуси се распределени, така тоа го практикувам. Едино немам за животните и за дете, ама во наредната книга се надевам дека ќе биде застапени и тие. Колку време ја подготвувавте оваа стихозбирка? Да ви кажам, јас пишувам одамна, меѓутоа поради зафатеност по фудбалски терен и по енигматика, немам време да ги објавам. Од кога отидов во пензија 2003 година, почнав да ги собирам, да ги класифицирам, така да од 2006 наваму зедов еден замав и секоја година објавувам по една книга. На сегашнава книга, што излезе пред новава година во декември 2012 ми е 7 поред. Така рековте, ова е 7 стихозбирка, подсетете на предходните. Кои беа темите во предходните стихозбирки? Па темите се горе-долу исти, како што кажува во поговорот господин Владимир Кочовски. Темите се скоро исти, но сепак различни. Значи, можеш да опишеш лето на 1000 начини, или зима, или било кој настан. Тоа се трудам да биде исто, но сепак различно, како што кажува господинот Кочовски. Имате ли се уште инспирација? Ќе продолжите ли да пишувате за деца? Па, инспирацијата е извор непресушен кај мене. Годините не ми представуваат проблем. Дури некој песни ги знам наизуст. Не, мислам дека додека ме служи здравјето, а моментално имам уште за 3 книги материјал. А понатаму ќе видиме. Значи, допрва може да очекуваме уште изданија? Обавезно тоа сум зацртал барем 10 книги. Ако сакам да бидам поет, максимум или минимум барем 10 книги. А понатаму ќе видиме. Се зависи од времето, од можностите и од се здравјето. Ве видовме, учествувавте и на некои поетски читања во Тетово. Ве повикуваат ли да учествувате на таквите збиднувања? Имаше едно читање вечер на Римата, со задоволство ме поканија и беа многу задоволни. Редовно читам на 6 октомври во Лешок, кога е средба на македонци, срби, македонци. Имаше од Скопје, од Куманово. На таа средба се запознав со професорот господинот Стојан Арсич, кој ме покани на 27 октомври, исто така минатата година, на филолошки факултет, каде се представи со мои творби и целиот аудиториум беше задоволен од мојата презентација. Има ли кај младите заинтересираност за да се чита поезија? Да ви кажам наискрено, нашиот клуб некако работа со осцилации, бидејќи ни се одземени просториите од Домот на културата, тука е сместен театарот, тука е сместен факултетот за уметност, така да нашата просторија е канцеларија на директорот, како сушност не ми е познато, меѓутоа знам дека немам просторија и работата не е толку обемна и голема како што беше порано, мислам. Тоа е. Инаку постоиме и ќе постоиме, имаме амбиции, имаме мисли да го продолжиме тој клуб кој јас сум во него член од 87-та година. И во секој алманах имам објавено по неколку песни. За жал, последниот алманах излезе 89-та, 90-та година. Господин Петровски, ви благодарам за разговорот. Молам, благодарам и вас за поканата. Со задоволство ќе дојдам и пак кога ќе ме поканите. Благодарам.